Доколку потрагата за Цитроенот на велешанецот Панче почнала навреме, денеска немаше во судница да се расправа за убиството на Вања, рече пред судот Александар Ѓорчевски. Тој се посомневал дека неговата ќерка е киднапирана, бидејќи како што кажа бил исклучен нејзиниот мобилен телефон и последниот сигнал што го давал не бил на патот кон нејзиното училиште, што наведувало на тоа дека не по своја волја отидена е во погрешен правец. Од контакт во Сейф Сити, што го имал Гоце Трајковски, со кој вршал паралелна истрага, дознал за исчезнатото возило на Жижовски, кое ќе биде искористено во грабнувањето на неговата ќерка. Ако биле внесени регистарските таблички во системот Сейф Сити, денес во судницата ќе се расправаше само за убиството на влешанецот Панче, предпоставувам дека немале наредба да го бараат возилото. Тоа е пропуст на полицијата. Контактот на вистина не знам кој е, немам разговарано со него. Тој не смееше да ни дава снимки од Сейф Сити, така би ги прекршил правилата и би се соочил со казна. Меѓутоа не смеевме него да му праќаме снимки. Ѓорчевски кажа дека полицијата градела профил за неговото семејство, ги распрашувале со колку недвижен имот располагаат, кој колку возила има и не им било својствено дека Зорица го префрлила станот на негово име. Од самиот почеток чувствував дека се посомневаа во мене, рече Ѓорчевски. Одбраната не му поставуваше прашање, освен прво обвинетиот Палевски на кого му повтори дека за него првпат слушнал во полициска станица, кога го нарекле монструм. Дали сте слушнали дека сум имал комуникација со било кој член од вашето семејство? И јас како што кажав, ниту ве знам, ниту ве познавам. За прв пат не бевте посочени како монструм во полициска станица, прв пат ве видов тука во судница, ниту па знам човек што ве познава вас, вклучително и моето семејство, и би ја искористил можноста да не одговарам на ваши прашања, инаку на секое мое нареден одговор ќе гласи исто. За време на испрашувањето, судот и укажа на обвинителката да поставува конкретни прашања, а Жаклина Крстевска-Јосифовска одговори дека сака да го дискредитира сега обвинетиот Ѓорчевски. Бранителот на Ѓорчевски пак смета дека тоа се сведело дури и на лична основа. Мислам дека ќе проработи свеста и совеста на обвинителството во еден ваков случај. Секако дека, јас сум сигурен и убеден дека и тие се сигурни и убедени дека до крај не може да додржи обвинението кон Александар, но да причекаме, ќе го видиме тоа некаде пред завршните зборови, дали обвинителот ќе се охрабри тоа да го направи и на крајот на краиштата конечната одлука ќе донесе судот. Прашање на Ѓорчевски преостанува да му постави само судот. Тоа ќе биде на следното рочиште закажано за во понеделник, кога се очекува да започне исказот на прво обвинетиот Палевски, кој заедно со Боре Видевски досега негираат каква била поврзаност со киднапирањето и убиствата.